Од вечерва стартуваме со нова тема или со нов наслов, како што веќе најавивме, со една серија која ќе трае повеќе месеци, кои се неголемите животни прашања. Вечерва пред нас е првата тема, која носи наслов Библиски одговор на светските дилеми. Така да сите вие кои вечерва сте овде и оние кои не слушат, кои не гледат, ги поздравуваме да навистина се чувствуват пријатно преку овие предавања, зашто ќе навлеземе во суштината на одговорите кои ни ги дава Библијата, Светото писмо. Еве само да поминам низ темите кои ќе бидат предмет на нашите размислувања во наредните вечери, односно петоци. Наредниот петок темата е каква е иднината на нашата планета, потоа позади сцена на окултизмот, како да бидеме успешни и среќни во потрага за спектакуларно, мистеријата на изгубениот ден, борба за умови, зошто христијанството е поинакво од другите религии, фатална грешка, гласот на тишината, зошто има толку вероисповести, последната проповед, кои се лажни пророци и така ќе продолжиме, можеби се до пролете. Но како е да е, ајде вечерва да почнеме со ова наше излагање, библиски одговор на светските дилеми. На почетокот да заеднички почитувани прочитаме еден цитат од еден човек по име Хари Емерсон Фоц. Тој бил протестантски свештеник. Живел, еве гледате, кое време, некаде во 19. век, од 1878 па до 1969 година. Во смисол, ова изјава негова е многу интересна. Денеска ние и нашата надеж и сите наши добри напори стојат наспроти силниот антигонизам. Демонски, трагичен и страшен во човечката природа, што ги преокренува сите наши најдобри квалитети во зло и нашите најдобри желби во промашување. Не знам колку ќе се сложиме со ова изјава на овој господин, но има вистина во тоа. Навистина, човекот е создаден за добро, да биде добар. Меѓутоа, ние подоцна ќе видиме дека гревот го преокренал, го свртил наопако се оно што човекот е вткаено како добро. И овој човек вели дека нашата надеж е да имаме добри работи, да создаваме добри работи. Меѓутоа, оној силниот антигонизам, ѓаволот, предизвикува кај нас такви работи, ги преокренува работите од најдобри во најлоши. Ние подоцна ќе видиме, еве во следниве цитати, дека целото општество во кое ние живееме владена демонска сила. Ѓаволот, на жалост, почитувани, доминира, односно силата ѓаволска доминира на оваа земја. Ние знаеме дека Бог постои и Божјата сила уште поголема, но сепак како што самиот Бог вели, кнезот на овој свет е силен и тој знае дека има малку време и затоа ќе покушава на разни начини да го спречи она што е доброто во човекот да се развива. Ајде да поминеме малци историски, како еден преглед да направиме она што се случува на оваа земја. Науката произвела деструктивни сили способни да ја уништат целата цивилизација. Денеска постои атомска енергија, постојат атомски бомби кои можат целата планета да ја уништат неколку пати, да ја испржат како едно јајце кое ќе се свари да го излупиш. Така земјата може да се уништи за кратко време, зашто денеска големите сили располагат со атомска енергија. Значи, науката е тука, потребна е. Сите овие работи што ние ги користиме, да ни се подобри животот, науката ги направила за да ни се олесни животот. Но од друга страна, та иста наука ќе направи такви работи како што се, например, хидрогенската бомба. 1952 година. Знаеме каква е разорна мок поседува таа хидрогенска бомба. Знаеме каде се и употребени. Значи, се живо може да уништи. Бог создал ресурси во природата, во земјата. Тие ресурси се потребни за наше добро, да живееме. Во земјата има бакар, има железо, има сите други елементи и тие ни се потребни. Меѓутоа, човекот ја пронашол таа атомска енергија, ја собрал и направил бомба. Направил сила за уништување. Биолошка бомба. Што да кажеме за биолошката бомба? Ја има навсекаде поред нас. Секојдневно слушаме дека човекот не се грижи за природата. Таа природа од која се ние постојано храниме. Исто тој човек ја уништува ради својата себичност. Произведува се повеќе и повеќе хемиски препарати. И тие одат во воздухот и повторно се враќаат како кисели дождови и ја уништуваат оваа земја, оваа планета од која ние се храниме.
Преку целото општество, рекохме, владе една демонска сила. Се зголемуваат светските економски проблеми. Број 1 е секако гладот во светот. Половина од жителите во светот одат на спиење гладни. Додека може ние вечер ќе вечераме, ќе ставаме нешто на нашите маси. Меѓутоа, половина од жителите во светот ќе отидат гладни. Ќе се пробудат повторно гладни. Додека една мала група во светот, во трка на вооружување, одвојуваат големи суми на пари. Па и оние во третиот свет, иако немаат пари за леп, но за оружје имаат. Владите одвојуваат нивните водачи доволно средства да купат најсовремено оружје, да се бранат од непријателот, додека населението гладова. Значи се зголемуваат светските економски проблеми. Понатаму, светските економии се понестабилни и нестабилни. Преку ноќ светските лидери ќе донесат одлука и милиардерите губаат. Многу милиардери вечерва нема да спијат. Зошто? Затоа што може берзата да падне, да се намали нивните проценти кои ги имаат вложено во тие берзи. И тие губаат. Секако од една страна може да добијат, но преку ноќ може да изгубат. Значи, живееме во еден навистина тежок свет, во едно општество каде што владе една демонска сила. Насекаде се срекаваме со морални проблеми. Криминалот расте во мерки на епидемии. Денеска криминалец може да биде и богат човек, и сиромав, и учен, и прост, и мало дете, и големо дете, или голем човек. Не знаеш кој може да биде денеска терорист. Може би со една ташна мала си оди човекот, но внатре може да има бомба. Значи, криминалот денеска е насекаде се шири. Никој од нас не е заштитен. Тоа е исто така почитувани знак на последно време, дека ние живееме во еден навистина расипан свет. Што да кажеме за проблемите во образованието? Нажалост, денеска децата се делаат на раси и класи. Иако може би тоа е надминато, но недостаток на кохерентност, односно поврзаност во животот. Значи, децата се делаат, побогатите или небогатите, имат своји специјални училишта. Во Скопје има американско училиште, ово училиште, и тамо ги праќаат, зашто тамо се плаќа. Помала паралелка со помалку деца и повеќе внимание ми се посветува, но секој не може тоа да си го дозволи. Значи, живееме во проблеми и во самото образование. Иако од една страна Министерството сака да ги реши, од друга страна се уште не се решаваат. Се множат психички проблеми. Што да кажеме за овие проблеми кои денеска се навистина се повеќе и повеќе страшни се шираат? Напнатост, неизвестност, страф, бегство во дрога, алкохол и забави. Многу луѓе денеска ние зборувавме во минатите предавања за депресијата, дека се повеќе и повеќе луѓето паѓаат во различити депресии од разни причини. И таа своја напнатост некои ја решаваат ако земат дрога, некои во алкохол, некои во некои други наркотички средства, мислејќи дека на тој начин ќе се ослободат од тој терет кој го имаат во срцето, во душата. Нажалост, се повеќе и повеќе се множат психичките проблеми. Иако медицината од една страна се шири, пронаоѓаат лекови така натаму, но сепак проблемите се тука, поред нас и во нас. Во целото општество, како да владе една демонска сила. Човекот има една духовна зараза која се вика грев. Ние христијаните знаеме од каде се тоа потекнува. Знаеме дека гревот е тоа црвче или тој црв кој го нагризува човекот и полека човекот се свиткува и паѓа. Значи, сите овие работи што ги спомнавме се причина, односно причината е гревот. Од каде почитувани грев? Од каде тој грев дошол на ова наша планета? Апостол Павле вели, сите сгрешија и ја изгубија славата Божја. На друго место Павле ќе додаде, нема нито еден праведен, сите сме ние грешни. Но, да, ние сме грешни. Но тоа не ослободува сега и понатаму да одиме и да грешиме. Меѓутоа, ајде вечера малце да се позабавиме како и на кој начин тој грев се појавил и како дошол на ова наша планета. Гревот започнал со еден небесен ангел. Самиот Исус Христос, кога бил на оваа земја, во една група, кога се собрал со учениците и со луѓе кои го прателе постојано, Исус кажува една изјава,
I zato ovde stavim jedna slika na molnja, da ni bide to malce pojasno. A to im reče, go vidov satanata kako padja od neboto kako molnja. Gledajte kakva slika Isus koristi. Vidite, molnjata brzo se pojavava i se gubi. Isus u ta slika sakal da im pokaže na učenice дека сатаната е тука, ќе се појави молневито во твојот живот и ќе се повлече. Но тој остава траги постојано. Секогаш кај што ќе биде сатаната присутен, тој ќе си ги остави своите траги. Нажалост, Исус кажа една вистина. Го видов сатаната како паѓа од небото како молња. Дали го видел Исус сатаната? Секако дека го видел. Ние секој миг сега ќе прочитаме библиски текст, каде што пророк Исаја тоа ќе ни го долови, ќе ни го приближи. А горе на небото Исус бил пред да биде нова земја. Знаеме дека Исус е од вечноста, тој е член на небесното тројство и го гледа, го видел Исуса како бил исврен од небото. Затоа што текстот вели не му се најде повеќе место горе на небото. Значи гревот започнал со еден небесен ангел. Гревот не дошол некаде од вселената тамо некаде, туку ќе го луцираме од каде се појавил гревот и каде, во кое срце на ангел. Бог не го создал ѓавот. Многу луѓе денеска велат, па зошто тој Бог како е силен, зошто го создал? Почитувани, Бог не создал ѓавол. Како што мајка му на Хитлер, која го родила, таа родила едно мало убаво бебенце, Хитлерче го викале. Меѓутоа кога пораснал, кога станал човек, кога организирал своја партија, дошол на чело на таа партија и потоа решил да оди во поход по Европа и во светот. И бил толку влијателен, нешто слично како Луцифер. 1/3 на ангели Луцифер успел да ги заведе. Исто така Хитлер повел милиони луѓе по себе. И знаеме, тој се претворил во монструм. Милиони луѓе загинале. Дали сега ние ќе обвинуваме мајка му на Хитлер што го родила тој? Не, мајката воопшто не е виновна. Така да ние не смееме да го обвинуваме Бога зошто создал таков ангел. Бог го создал Луцифера, тој бил чист, безгрешно суштество. Немал ни една фалинка, немал недостаток. Меѓутоа, јас не знам да ви објасна вечерва како се појавил гревот, односно како се зачнал тој рколец. Секако тоа во вечноста Бог ќе ни го одвои. Но Библијата кажува и поаѓа од таа гледна точка, а во срцето на тој безгрешен ангел вели се роди, се зачна, започна, се појави тој рколец на незадоволство. Одлучил да се побуни против Бога. Никој не го терал, немал причина, но ете, како се тоа родило во неговото срце, не ни е докрај, не ни е целосно откриено. Како е да е, еве го текстот од пророк Исаија, да го прочитаме заедно. Како падна од небото деницо, сине Зорин? Како ли се сибна на земјата ти, угнетувачу на народите? Зборуваше во своето срце, ќе се искачам на небесата, над Божите звезди, ќе се изградам престол за себе. На собирната гора ќе престолувам, на крајен север, ќе се искачам во облачните висини, ќе бидам еднаков со Севишниот. Сега можеме овде доста да се задржиме на овој текст, на овие неколку стихови. Меѓутоа само неколку реченици да кажеме. Вели, зборуваше во своето срце, ќе се искачам на небесата. Зарем не бил на небесата тој? Бил. Знаеме дека според апостол Павле престолот небесен е на третото небо. Тој бил горе на третото небо. Таму ангелите живеат кај Бога. Што е тоа што го предизвикало тој сега да помисли да се качи горе над небесата? Над Божите звезди. Кои се тие Божи звезди? Па тоа се ангелите. Тоа е се оно што Бог го има поред себе. Не е задоволен со тоа што го има, ќе се качи сега над нив. И Исаја ни го лоцира и местото кај што тој планира да отиде. На собирната гора ќе престолувам, на крајниот север ќе се искачам во облачните висини, ќе бидам еднаков со Севишниот. Очигледно, тој сака да биде Бог. Тој сака да биде татко, а не може син да каже, тато, јас сакам да бидам татко. Никој што не може да го постигне синот да се изедначи со таткото. Милион години тоа да го посакува, тој то не може.
Тој ќе стане татко еден ден, кој ќе порасне, кој ќе има своја сопруга, своји деца, своје семејство. Меѓутоа, не може синот да каже, тато, ја сакам да бидам татко, твој татко. Замислете сега, создадено суштество, Луцифер сака да биде еднакво, вели, со Севишниот. И затоа Библијата вели во Откровение во 20 глава, не му се најде повеќе место на Луцифера на небото. Беше исфрлен со своите симпатизери, они кои одлучили да бидат на негова страна. И гледаме овде што пишува. Прелажал некои од ангелите да поверуваат дека неговиот пат е подобар од Божиот. Ако некој сака да ти излаже, ќе ти понуди нешто порадикално, подобро од другите. Тоа го прават вешто партиите. Еве сега, ова партија предлага реформа, ренесанса, нешто подобро од преходните. Ке дојде после други, трети и така се врти тоа како тркало. Доаѓа сатаната, односно Луцифер, и вели, јас ќе ви понудам нешто поубаво, ќе ви дадам демократија, ќе бидете слободни. Нема да има некој кој ќе ви каже вака да правите или онака да правите. 1/3, вели Библијата, на ангели го послушале. Но Бог не му дозволил до одредено време да го шири својот бунт или својата идеја, својот план. Бог не му дозволил да испитува и да го демонстрира својот план. Бог рекол, до тука ќе одиш. Замислете, во една прилика Бог го повикал на разговор во неговата канцеларија, малце тоа да го карикираме. Тука бил Исус, Светиот Дух, Отецот, Тројцата. Знаеме дека тоа е тројство, а Луцифер е четврт. Тој не може да биде во тој круг, во тој триагон, како да го наречеме. Но сепак му дале за право да дојде и да разговара со тројството. Му дале прилика, му дале шанса да се покаи сатаната, односно Луцифера, пише во една книга дека размислил и рекол, добро е, ќе се повратам назад. Тоа траело кратко време, меѓутоа тој за тоа кратко време и понатаму почна да шири дух на незадоволство меѓу ангелите. Бог рекол, Луцифер, доста е, повеќе не може. Ова е линијата. Ако сакаш, ако останеш, ако се покаеш, ако се вратиш, ќе биде во ред. Меѓутоа, Библијата вели дека тој одел до крај. И настана војна, вели овде во 12 глава од книгата на Откровение. И настана војна помеѓу Михаил и неговите ангели и Луцифер и неговите ангели. И повеќе не му се најде место и беше исфрлен на оваа планета. Луцифер, кога бил исфрлен на оваа планета, одел и барал сега своји муштери, своји присталици. Луцифер успел да го наговори Адам и Ева, тој избор да го наговори, да го прелаже во смисол да го следат неговиот пат. Како што успел да прелаже 1/3 ангели на небото, сега многу полесно ќе успее со Адам и Ева. Тие тек биле создадени, млади, неискусни. И првен паднала Ева на тој испит. Ева паднала, го откинела тој плод, ја послушала змијата, како медиум сатаната ја користи сега змијата и вели, набра плод, набра плодови, не само една. Јадеше и му даде, вели, на Адама. Бог на човекот му дал слобода на избор, почитувани. Многу луѓе се прашуваат, и тоа е вековно прашање, зошто не губил сатаната горе на небото? Па би не ослободил од сите маки денеска, не би имало греф, не би имало сатана. Меѓутоа Бог ја почитува слободната волја и на Луцифера, а и на Адам и на Ева. Тој им дозволува до крај да ја користат својата слободна волја. Не создал како кукли и роботи. Значи, Бог не е тој кој создава роботи или кукли и ние само да ги движиме со врвци врзани. Не, ние сме, тамо вели, слободни суштества, налик на Бога, со слободна волја и Бог до краја користи, односно ја дозволува слободната волја да човекот ја користи. Тој сакал да му одговориме со љубов. Адам и Ева требале да одлучат сега на кого ќе му веруват. Дали и понатамо на Отецот, на Бога Небесниот, или на новиот Господар кој се појавил, на новата сила, на новото движење, наречено Сатана. И на жалост, во 3 глава од прва книга Мојсеева, читаме дека Луцифер успеал да го наговори Адама и Ева да го следат неговиот пат. Човекот го избрал грешниот пат. И гледате ова слика од левата страна, сликовито ни го прикажува нашиот животен пат. Човекот е тука, греот кога дошол, тој паѓа во дупка, паѓа во провалија.
Гревот не одвојува еден од друг. Гревот не одвојува од Бога, почитувани. Самиот се одвел од Бога, кој е извор на живот и љубов. А Бог и понатаму тука, тој постојано стои на своје место. Тој не се менува, вели Библијата. Апостол Павле во Евреите вели дека Бог исти од вчера, денес и утре. Ние се менуваме. Ете, тоа е доказ Адам и Ева како се промениле. Омраза доаѓа, болест, смрт и други проблеми со кои се среќаваме се последици на одвојувањето од Бога. Кога Адам и Ева се одвоеле, тие почувствувале недостаток на дворешен, почувствувале дека нешто не е во ред со нивните алишта, како да исчезнале, како да се одлетале. Всушност, тие немале буквални алишта. Светлост небесна ги обвиткувала, но таа небесна светлост, таа небесна присутност исчезнала. И тие почувствувале дека, вели Библијата, се голи. И сплетоа Адам на брзина се снашол, собрал алисија од смокви и си направил или покривала. Но подосна тој ќе почувствува смрт, ќе ја виде смртта на својот син, Авел. Ќе почувствува подосна дека го боли зап, дека го боли око или грло или некој дел од телото. Ќе се појави омраза, помеѓу двајцата браќа ќе се појави омраза. И така проблемите ќе се шират како рак, ќе се шират како пожар. И денеска сите ние сме очевици на тоа. Адам оставил траг кој го следи целото општество. На жалост, кој траг го оставил Адам? Гревот. Ние нема да одговараме за гревот на Адама секако. Меѓутоа ќе одговараме за нашите гревови, но ние неминовно го следиме, ги пратиме стапалките на Ева и на Адам, што ги оставиле. На жалост, тие не исклучиле од присуството Божие. Се додека не дошол Исус. Зато овде постојано не подсетува слика горе крстот на Исуса Христа. Постојано не подсетува дека само Исус спасува, дека благодарение на Голгота, на крстот Христов, односно на смртта Негова, ние повторно ќе се вратиме назад. Павле вели сите сгрешија, односно затоа како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, така смртта помина на сите луѓе, зашто сите сгрешија. И навистина, тоа е вистина, браќи и сестри. Сите сме ние грешни. Гревот влезе преку еден човек, но гревот ќе излезе преку еден човек. Богот човека, тој Исус Христос. Исус е тој кој ќе го премости таа провалија, таа дупка, тоа раздвојување. Не може ни светците, не може никој да не помират со Бога. Иако некој верува дека светците се на небото, односно нивната душа, библиски тоа не е потврдено. Библиски тоа не е потврдено. Тие се добри луѓе какви биле и чекат промена, вели Библијата. И тие зависат од Исуса, од неговото доаѓање. Единствен посредник не е ниту Марија, Дева Марија. Таа исто така е почината и чека промена, чека воскресение. Наш посредник е Исус Христос. Всушност, Исус патот го трасирал. Еве ова слика, буквално, символично ни укажува дека ние само преку крстот, преку Голгота, преку Христа ќе бидеме спасени. Исус му рече, јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при мене, никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Значи, нема друг пат, почитување. Ние може за Скопје од Каваларце да отидеме на два начини. Дали преку Неготино или преку Росоман. Ако сакате да отидете за Скопје, можете преку Велес, а може преку Охрид, Кичево и другата страна да вртите. Меѓутоа, ако сакаме да отидеме на небото, нема два пата, нема трета опција, само еден пат. Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. И затоа, залудно ако ние ги молиме светците, залудно ако ја молиме Марија, Исусовата мајка, да не спаси или да посредува за нас, кога и таа е мртва, кога и таа чека промена, и таа чека воскресение. Никаде Марија не се спомнува како средство за спасение или светците. Туку сите апостоли ги насочуваат своите слушатели кон Христа, оној кој е патот, оној кој е вистината и животот. Христос е Бог кој станал човек да би можел да го помери човекот со Бога. Вчера беше, завчера празник за една голема група на христијани во западниот свет. Се сеќаваа нова сцена, нова слика на Христовото раѓање. Тамо некаде во јануари
Друга група на луѓе, христијани, ќе се сетат повторно за Христовото раѓање. Меѓутоа, жалосно што само еднаш во годината се сеќаваат тие. Ние треба постојано, секојдневно да му благодариме на Христа, кој се родил, кој растел и умрел за нас. Христос е Бог, кој станал човек, да би можел да го помири човекот со Бога. Само почитувани, Христос е тој кој може да даде решение на сите наши проблеми с кои ние денеска се среќаваме. Затоа ние вечерва ја читаме Библијата, читаме од Светото писмо и добиваме одговор на сите светски дилеми. Зашто сите сгрешија, сите согрешија и на сите им е потребен спасител. Гледате сега ова фотографија, малце другачие. Пред малко видовме овде дупка и грев, сега повторно гревот е овде, но гледаме овде мост. Христовиот крст не спојува од едната страна до другата. Таа бездна која гревот ја прави, Исус ја спојува. Да, ние сме сите сгрешни, сите согрешивме, но Исус е дарот на спасението. Исус спојува, Исус спасува. И повторно тој мост е воспоставен. Повторно може директно да разговараме со Отецот. Повторно можеме директно да разговараме со Исуса. Во Стариот Завет знаеме постоеле пророци, постоеле луѓе кои Бог ги подигал да преку нив испреќа пораки. Денеска ние може директно да разговараме со нашиот Спасител. Не можам самиот да се спасам, затоа потребен ми е Спасител. Тој како да си паднал во бунар длабок 10 метри. Нема шанси самиот да се качиш. Само можете спасат они кои се горе на слобода. Да ти пуштат некоја скала, некој јаже и да те излечат. Сите ние сме паднати во гревот, почитувани. Само Исус е тој кој може да ја испружи својата рака и да ни пружи спасение. Еве го јагнето Божје кој ги зеде гревовите. Кој го кажал ова? Јован Крстител, кој го видел Исуса во една прилика, Јован крштевал на реката Јордан. А Исус се приготвил со своите ученици 100 километри да отиде на реката Јордан. Имало вода и на друго место, но тој таму требало да отиде, да го исполни пророштвото. Јован го приметил и го гледа. Јован го познал Исуса. Зар не биле роднини тие? Јован бил постар неколку месеци, 6 месеци. И го приметува Исуса како со своето друштво, со своите ученици се приближува до брегот на реката Јордан. Јован му вели, еве го јагнето Божје. Гледате, затоа евреите во Стариот Завет пренесувале јагне, кој го символизира Исуса Христа. И Јован тоа го знаел. Јован ја читал Библијата, Стариот Завет, и тој јасно и гласно пред сите стотине луѓе, кој зна колку луѓе имало на брегот на реката Јордан, вели, еве го јагнето Божје, кој ги зеде гревовите. И затоа како тој свештеник што ги ставал своите раце, но на јагне и за цела година ги исповедал гревовите и го пуштали тоа јагне таму, односно тоа јаре во пустињата. Исус е тоа јагне кој ги зел твоите и моите гревови и ги однел на крстот и таму тие се запечатени, уништени за секогаш. Затоа постојано ние нагласуваме дека треба да гледаме во Христа. Христос е нашиот Спасител. Исус вели во Јован 1 глава 29 стих: дојдете кај мене. Мораме да дојдеме кај Христа, почитувани, такви какви што сме, и да му дозволиме својот план на спасението да го оствари во мене и во тебе. Не треба ние да бидеме светци па да дојдеме кај Исуса. Не, такви какви што сме. Но кога ќе дојдеме кај Христос, тој ќе ни даде лек да се лечиме. Тој нема да дозволи да останеме постојано такви, истите. Поентата е што Исус не вика дојдете кај мене такви какви што сте. Кога ќе дојдете, тогаш ќе седнеме, ќе разговараме и јас ќе ви понудам лек, ќе ви понудам решение за вашата болест. Исус има лек, почитувани, за секоја наша болест, само да дојдеме. На жалост, некои велат биди чист, па влези во канцеларија, па тогаш ќе разговараме. Во Божјата канцеларија може да додеме такви какви што сме, но ќе излеземе променети. Не може да бидеме истите ако сме во средба со Христа. Мора да дојде до промена во нашиот живот. Неволите на нашиот свет стануваат се полоши и полоши, бидејќи ѓавол знае дека има малку време. Тој подобро го знае пророштвото од нас, може би, почитувани. Зошто? Па
Па затоа што е живо заинтересиран за себе си, не за нас. Тој е за себе заинтересиран да види уште колку има време. И кога тој го гледа тоа време, тогаш се насочува кон нова планета. Да ја уништи до крај, да ја докрајчи ако е можно. Но според Јован Богослов, според последната книга Откровение, пишува тамо дека ангелите се уште што прават? Ги држат ветровите на 4 агли на овој свет. Знаеме дека неволите се символ на искушенија, на неволи, на катаклизми, на проблеми, на земјотреси. Тоа го има, но во ограничени размери. А замислите кога Бог ќе ги отпушти сите ветришта, кога сите олуи ќе дуват, кога сите земјотреси ќе тресат со сета своја јачина, кој може да се удостои? Но Бог вели, имам уште, како на Илија што му рекол, кога Илија се почувствувал дека е сам, што му рекол Бог? Имам уште колку илјади кои не ги свиткале своите колена пред валот. 7.000. Бог, почитувани, има уште многу во овие 7,5 милиарди своји деца, кои треба да слушнат за неговиот глас, да слушнат за неговото спасение, да се обратат, да одлучат да или не. И тогаш Бог ќе ги отпушти ветриштата. И тогаш ќе биде сосема на крај тоа. Сосема крајно ќе биде кога луѓето ќе мора да одлучат. Еве што вели апостол Јован. Затоа веселете се, небеса, и вие кои живеете во нив. Значи има горе кои живеат. Ние знаеме дека од земјава има представници. Кои се отидени од земјава? Секако тоа се Илија, Енох и Мојсей. Нема други луѓе, освен и оние кои воскреснале со Исуса, кога тој воскреснал, вели, една група на луѓе отишле во Иерусалим да се покажат кај своите роднини и Бог ги зел. Меѓутоа ние велиме дека тие три се сега најпознатите со име и презиме што ги спомнав: Мојсей, Илија и Енох. Јован вели: веселете се вие кои живеете на нив, а тешко вам кои живеете на земјата, морето, зашто ѓаволот слезе при вас со голем гнев, знаејќи дека има уште малку време. Зарем сатаната не е слегнат овде? Зошто Јован повторно вели слегна? Па затоа што тој сега зборот слегна означува ќе ги засука ракавите уште повеќе со жестина ќе делува, знаејќи дека малку има време. Знаете кога, еве, најпростна слика да кажам. Играт две екипи фудбал, две држави да кажеме. Играт во почетокот полека. Кој ќе дадат последните минути, што прават ако некоја губи? Море тогаш навалуваат, трчат повеќе, да дадат гол, да изедначат, а да секундите се бројат. Нешто слично сатаната тоа го работи. Тој знае според пророштво дека има уште малце време. И тој ќе ги зголеми сите своји сили само со цел тебе и мене, вели Исус во Матеј 24 глава, да ги прелажа кој можно и избраните. Наскоро демонстрацијата на резултатите на бунтот против Бога ќе биде завршена. Наскоро. Кога велам наскоро, секако не е тоа за минута 5-10, кога ние велиме ќе заврши наскоро такмицата. Тоа наскоро Бог има свој временски период, но како е да е, нашиот живот е несигурен. Еве што гледа Јован. Христос ќе се врати да ги земе на небото оние кои го прифатиле. Ајде да го прочитам тој текст. Дозволете ми во Јован 21 глава, 4 стих, еве што пишува дословно. И ќе избрише секоја солза од нивните очи, и смрт нема да има веќе ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото помина. Да, наскоро резултатите од тој бунт ќе се покажат и ќе бидат завршени. Наскоро Исус ќе се врати. Наскоро се ќе биде поминато. Наскоро се ќе биде сосема подруго. Исус ќе се врати да ги земе на небото оние кои го прифатиле. Назад во совршена љубов, среќа и мир. Сакаш ли да бидеш и ти таму? Верувам дека сите ние сакаме, но потребно уште денеска да ја читаме повеќе Библијата, за да ги добиеме целосно одговорите на сите дилеми кои не мачат во општество, зашто сатаната знае дека времето му е кратко и тој ќе покушава на секој начин да не одврати
да не читаме Библија, да не се молиме, да не одеме во црква, да посветиме повеќе за земните работи време, а никош време немаме. И така, кога ќе се свртиме, сме остареле, сме се разболеле, а духовноста наша исчезнала. И тогаш многу е потешко повторно да го најдеме тој пат, кој не води кон Христа. А Христос вели, јас сум патот, вистината и животот. Таму вели текстот, ке нема болки, ке нема смрт. Господ да ни помогне, почитувани, да еден ден сите ние се најдеме со нашиот Спасител Исус Христос. Наредното предавање ќе ни даде одговор. Каква е иднината на нашата планета без Бога? Каква е иднината, нова планета на која ние живееме? Тоа ќе го кажеме и ќе разговараме во наредното предавање. Господ нека не благослови и нека не чува во текот нова ног, нека ни даде добар одмор и нека неговата милост не прати до крајот на нашиот живот. Амин.